Во ерата на компјутерскиот свет имаме испрабано неколку клауд сервиси. Некои од нив имаат голем, а некои мал мемориски простор. Во рамките на овој видеозапис ќе бидат опишани неколку клауд сервиси. Ќе биде прикажано што може и што не може да се прави во нив, колку бесплатен мемориски простор тие нудат. Сите сервиси кои што се опишани во овој видеозапис доаѓаат во бесплатна и платена верзија. Мојот фокус е нивната бесплатна верзија. Mediafire. Mediafire е клауд сервис кој што нуди бесплатен мемориски простор од 10 гигабајти. Во овој сервис фајловите може да се споделуваат, да се прават колаборации и да се гледаат фотографии. Тука не може да се гледаат документи, да се гледаат видеозаписи и да се слушаат аудиозаписи. Бришањето на еден Mediafire акаунт се прави за неколку минути и нема потреба да се чекаат повеќе денови за бришање. Мега. Мега е сервис кој што доаѓа со бесплатен мемориски простор од 20 гигабајти. Овој клауд сервис може да се гледаат видеозаписи, да се слушаат аудиозаписи, да се гледаат и едитираат документи кои што се креирани во Notepad, да се гледаат PDF документи. Не може да се гледаат Word, PowerPoint и Excel документи. Кога станува збор за слушањето на аудиозаписите, неопходно е да спомнам каде е најдобар аудиоплеерот на овој сервис. Кога се спуштаат аудиозаписи во овој сервис, најдобро е тоа да се направи во апликацијата за мобилен телефон, а не на нивната веб страница или за мобилен уред. Зошто е тоа така? Тоа е така бидејќи кога се слуша еден аудиозапис во нивната верзија за мобилен и за десктоп уред, брзината на еден аудиозапис варира. Може да започне брзо, па да биде доста споро и обратно. Тука мора да се знае дека постои одреден период за неактивност. Ако сте неактивни 3 месеци, Мега ќе го избрише вашиот акаунт, но пред тоа ќе ви прати мејл со предупредување. Кога сакате да го избришете вашиот Мега акаунт, тоа се прави неколку минути. Google Drive. Google Drive е клауд сервис кој што нуди мемориски бесплатен простор од 15 гигабајти, кој што е поврзан со други Google сервиси. Овој клауд сервис може да се гледаат аудиозаписи, да се слушаат видеозаписи, да се гледаат и креираат документи, да се гледаат фотографии. Digo. Digo е клауд сервис кој што доаѓа со 20 гигабајти бесплатен мемориски простор. Доколку имате бесплатен акаунт на овој сервис, потребно е да знаете дека ако не сте активни во периодот од 3 месеци, вашиот акаунт ќе биде трајно избришен. Тука може да се гледаат и едитираат фотографии, да се гледаат видеозаписи, да се гледаат аудиозаписи. Не може да се креираат и гледаат документи. Dropbox. Dropbox доаѓа со мал бесплатен мемориски простор кој што е само 2 гигабајти. Во овој клауд сервис може да се гледаат документи, да се креираат документи со Microsoft Online Office или Google Docs, да се направат конекции со други апликации. Яндекс.Диск. Яндекс.Диск е руски клауд сервис кој што доаѓа со бесплатен мемориски простор од 10 гигабајти. Овој клауд сервис може да се слушаат аудиозаписи, да се гледаат видеозаписи, да се гледаат и креираат PowerPoint, Word и Excel документи. PDF документите и документите на Notepad може да се гледаат. Доколку имате големи бинар архиви, потребно е да користите нивната десктоп апликација за поставување и симнување на истата. OneDrive. Кога станува збор за OneDrive, треба да знаете дека тоа е сервис од Microsoft кој што доаѓа со бесплатен мемориски простор од 5 гигабајти. Тука може да се слушаат аудиозаписи, да се гледаат видеозаписи, да се гледаат фотографии, да се креираат и едитираат документи. Terabox. Terabox е клауд сервис кој што го открив во 2024 година. Овој клауд сервис доаѓа со доста голем број бесплатен мемориски простор кој што е 1 терабајт. Во овој клауд сервис може да се гледаат видеозаписи, да се спуштаат аудиозаписи, да се гледаат видеозаписи, да се сортираат, гледаат и превземаат документи, да се гледаат фотографии, да се организираат фајловите во фолдери и така натаму. Овој клауд сервис може да се гледаат документи кои што се креирани во Word, PowerPoint, Notepad, како и PDF документи, но истите не може да се едитираат. Документите кои што се креирани во Excel може само да се симнуваат. Фотографиите може да се гледаат, но не да се едитираат. Може да се гледаат видеозаписи, да се спуштаат аудиозаписи. Кога сме веќе кај видеозаписите, потребно да се каже дека во бесплатниот Terabox акаунт видеофајловите не може да се гледаат
на нивната максимална големина, туку може максимално да се гледа до 480 пиксели. Кога користите нивниот сајт преку веб прелистувач, кога креирате име за фолдер или файл, или сменувате име на файл или фолдер, вие при креирањето на името не може да се направи празно место. Истото важи за пребарувањето низ нивниот сервис. Може да се постави празно место само кога ќе се испишат зборовите. Односно, одете до испишаните зборови и пишете празно место и знам дека ова ќе ви оди на нерви. За да го избегнете ова искуство, подобро е да се користи нивната десктоп апликација. Таму при крајањето на името можете да поставувате празно место и може да поставувате празно место веднаш по пребарувањето, кога пребарувате нешто, без разлика дали тоа е файл или фолдер. Кога треба да се поставува или стимнуваат голем број на фајлови, тоа се прави преку нивната десктоп апликација. Максималната големина на еден файл во бесплатниот акаунт е 4 гигабајти. Доколку вашиот акаунт е бесплатен на овој сервис, не може да се гледаат, симнуваат и поставуваат винер архиви во нивната веб страница. Тоа значи, за да симнувате, поставувате или гледате една архива, потребно вие тоа да го направите преку нивната десктоп апликација. Blomp. Blomp е клауд сервис кој што доаѓа со бесплатен мемориски простор кошта 40 гигабајти. Овој клауд сервис го открив во 2025 година во месецот мај. Овој клауд сервис може да се поставуваат документи, но истите не може да се гледаат. Тоа значи дека треба да се симнат, може да се гледаат фотографии, може да се гледаат видеозаписи. Видеозаписите и фотографиите не може да се гледаат на цел екран, туку се прикажуваат на десниот дел од самиот екран. Видеозаписите нема thumbnails, доста е бавен. Доколку некој файл во името има мајмунче, тараба или знак за долар или некој друг знак, нема да може да ви дозволи да го поставите во него. Него не го препорачувам за употреба, како што кажав, бидејќи е многу бавен и бришењето на акаунтот за овој сервис се прави одма и нема потреба да се чека неколку денови за тој да биде избришен. Кога сме кај потребните акаунти за креирање? За да се креира OneDrive акаунт, потребно е вие да имате Microsoft корисничка сметка. За да се креира Yandex Диск, вие потребно да имате Yandex корисничка сметка. За да се употребува Google Drive, потребно да имате Google корисничка сметка, а за останатите сервиси може да се употреби било која електронска пошта. Од претходно наведеното може да се заклучи дека клауд сервисите доаѓаат во бесплатна и платена форма и дека тие се употребуваат за креирање и бекап на податоци. За некои сервиси потребно да се има одреден тип на корисничка сметка за да може тие да се употребуваат, а за некои не. Некои доаѓаат со голем број, а некои со мал бесплатен мемориски простор. Некои по одреден број на месеци на активност ја бришат корисничката сметка, а некои не. За некои сервиси корисничката сметка се брише за неколку минути, а за некои потребно да се почека повеќе денови. Сите доаѓаат во веб форма, десктоп апликација или за мобилен уред. Од сите опишани сервиси, најголем мемориски простор има Terabox, кој што е од 1 терабајт, а најмалку Dropbox, кој што има само 2 гигабајти. Понекогаш ние имаме некои акаунти кои што не ги употребуваме, по истите сакаме да ги збришеме. За некои од нив потребно кратко, а за некои подолго време за да се избришат истите. Ке започнем со Facebook. За бришење на еден акаунт на социјалната мрежа Facebook, за да се избрише еден профил, потребно е да помине 30 дена. Истиот период важи за бришење на една страница која што е креирана на овој сервис. Доколку корисникот се премисли да не го брише својот профил, може да се најави во овој период и да го прекине процесот на бришење на неговиот профил. Instagram. За бришење на еден акаунт на социјалната мрежа Instagram, за да се избрише еден профил, потребно е да помине 30 дена. Доколку корисникот се премисли да не го брише својот профил, може да се најави во овој период и да го прекине процесот на бришење на неговиот профил. TikTok. За бришење на еден акаунт на социјалната мрежа TikTok, потребно е да помине 30 дена, како за Facebook и за Instagram. Исто, доколку корисникот се премисли да не го брише својот профил, тој може да се најави во овој период и да го прекине процесот на бришење на неговиот профил. Microsoft. Кога станува збор за бришење на еден Microsoft акаунт, тој може да се избрише за 30 или 60 дена. Тоа зависи од тоа што избрал корисникот кога се одлучил да го избрише неговиот акаунт.
Доколку корисникот се премисли да не го брише својот мејл, може да се најави во овој период и да го прекине процесот на бришење на неговиот профил. Dailymotion. Во сервисот за видеозаписи Dailymotion, доколку акаунтот не е од типот партнер, тој може веднаш да се избрише, но доколку тој од партнер програм, тој првин треба да се конвертира во обичен акаунт и потоа истиот да се избрише. За да се направи конверзија од партнер, треба да се направи комуникација по мејл. Мејлот на кој што треба да се обратите за конверзацијата на партнер во юзер акаунт е official_termination@dailymotion.com. Во овој мејл треба да му наведете дека сакате да направите конверзација од партнер, односно во юзер акаунт, и да го напишете вашето име и презиме, мејлот од вашиот акаунт и линкот од вашиот канал. Кога сето тоа е направено, вие ќе добиете повратен одговор дека отстранет вашиот акаунт од партнер програм и потоа успешно ќе можете да го избришете вашиот акаунт. Кога станува збор за RootTube, во сервисот за видеозаписите RootTube, бришењето на еден канал се прави во текот на истиот ден кога го поднесовте барањето за вашиот канал. Бидејќи тука на нивната страница нема копче за бришење на каналот, потребно е вие да ги сконтактирате по пат на имејл. Мејлот на кој што треба да ги сконтактирате е info@roottube.ru. После тоа ќе добиете повратен одговор на кој што ви е напишано дека вашиот канал е избришен. Threads. Threads акаунтот се брише во периодот од 30 дена. Доколку корисникот се премисли да не го брише својот профил, може да се најави во овој период и да го прекине процесот на бришење на неговиот профил. Clapper. Кога сме кај социјалната мрежа Clapper, која што е за поставување на видеозаписи, профилот се брише за неколку минути и значи дека тука вие немате потреба да чекате одреден временски период за тој да се избрише неколку дена или неколку недели или пак неколку месеци. Кога станува збор за TeraBox, за бришењето на еден TeraBox акаунт, потребно е да се помине 30 дена. Ова е, значи, станува збор за клауд сервисот TeraBox. А за клауд сервисот Omega, бришењето на еден акаунт, во него се прави за неколку минути и значи дека нема потреба да се чека неколку денови. При процесот вие ќе добиете мејл на кој што треба да направите конфирмација дека сакате да го избришете овој акаунт. И потоа, во истиот ден, односно само во неколку минути по самата потврда, вашиот акаунт ќе биде избришен. Blom. Бришењето на еден акаунт во клауд сервисот Blom се прави за неколку минути, а тоа значи дека нема потреба да се чекат неколку денови. Кога сме кај Google, за бришењето на еден Google акаунт се потребни неколку денови. Не сум сигурен колку, но акаунтот кој што го бришев се избрише некаде околу 5-6 дена. А за Mediafire, за бришењето на еден акаунт во клауд сервисот Mediafire не е потребно да се чека одреден временски период, туку акаунтот се бриши во рокот од неколку минути. Следно, што ќе разгледаме во рамките на овој видеозапис се YouTube и TikTok плейлисти. Во платформите за видеосодржини YouTube и TikTok знаеме дека ние можеме да поставуваме видеа и да ги сортираме во плейлисти. Во социјалната мрежа TikTok, за да може да се креираат плейлисти, еден корисник треба да има 10.000 следбеници на неговиот профил, а во YouTube нема никаков услов за тоа. Во TikTok, едно видео може да биде поставено само во една плейлиста, а во YouTube во повеќе. Насловот на плейлиста во TikTok може да има максимум 25 карактери, а во YouTube 150. Во плейлистите на TikTok, покрај видеата, може да се поставуваат постови со фотографии и текстуални постови, а во YouTube само видеозаписи. Една YouTube плейлиста може да има опис од 5000 карактери, а во плейлистите во TikTok нема можност за тоа. Максималниот број на видеа во една YouTube плейлиста е 5000. Двете плейлисти овозможуваат сортирање на записите во нив. Во TikTok може да е саморачно, а во YouTube има повеќе категории за сортирање на овие видеозаписи.